Пред неколку дена по социјалните мрежи кружат цели статуси и текстови за тоа што ќе учат учениците од второ оделение во нивните учебници. Станува збор за воведување на изучување на сексуално образование, речиси за најмалите. Впрочем, со илустрација од две девојчиња или две момчиња е прекажано и како вид на сексуално образование ќе се изучува, што создаде дополнителен револт кај родителите до кои стигнаа објавите. Министерката за образование и наука Царовска ја демантира целата приказна околу изучувањето на сексуалното образование, со одговор дека тоа е тотална невистина. Многу интересно што дебатите ги водат луѓе кои што во континуитет во нашата држава шират лажни вести. Токму затоа ги поттикнувам граѓаните да ги следат официјалните канали на владата и на Министерството за да донесуваат одлука. Ако се сеќавате, истите тие кажуваат дека во источниот регион ќе се населат 120.000 мигранти. Се сеќавате како пропадна таа лажна вест. Па после тоа имаше нешто со 5G врапчиња и така натаму. Па следната лажна вест беше дека се укинува историја. Па следната лажна вест беше дека се укинува македонски јазик. Истите тие луѓе денеска зборуваат дека имаме сексуално образование од второ оделение, користејќи слики од сосема други држави кои што се во регионот и кои што пред многу години направиле такво воведување, но во нашата држава тоа не е вистина. Затоа граѓаните да не подлегнуваат на провокации, ниту на опозицијата, ниту на организации кои што шират влажни вести. Вчера јас имав и официјален демант, иако сметав дека нели можеби во ред тоа се организација која што се обидува да пробие лажни вести, но видов дека граѓаните сепак подлегнаа на таа лажна вест и затоа се јасно демантиравме како Министерство за образование и наука дека тоа не е вистина, ниту тие слики се од нашите наставни материјали. Периодот кој следува е оној што ќе покаже што и како ќе се учи во второ оделение во нашите училишта. Колку навистина е лажна веста по социјалните мрежи дека второоделенците ќе учат за истополови бракови или бакнежи меѓу девојчи и девојчи и момче, останува времето да покаже.